По Али Ахмети и Бујар Османи, од заканите за дестабилизација, воинствените говори на партискиот лидер, новата реторика на Дуи сега стана закана дека ќе ги бойкотираат локалните избори, ако Уставниот суд реши да го менува или допре законот за јазици. Прво таквото сценарио од Липково го најави првиот човек на интегративците, а во сличен стил продолжи и партискиот подпредседател. Османи со истите зборови како и Ахмети не било во прашање Дуи, албанците немале да дозволат промени во овој закон, бил морална, национална и човечка обврска кон оние што го дале животот за албанскиот јазик. Edhe ne tash do bëhemi sikur asgjë nuk ka ndodhur, po И дали ќе глумиме како да ништо не се случило, председателот на Уставниот суд одлучил и утре ќе излеземе да пиеме кафе во град, и утре ќе правиме кампања за општините. Затоа кажувам, длабока политичка криза која што не може да продолжи во истиот начин и без да седнеме и дискутираме што ќе правиме со Охридскиот договор, без да го вратиме балансерот, без да го вратиме Бадинтер, легитимитетот и без да го гарантираме јазикот, нема да има политика како обично. На Дуј очигледно и повеќе од тешко им паѓа опозицијата, па на секаков начин се обидуваат да ги кренат тензиите во општеството. Прво најавуваа масовни протести, па се собраа стотина граѓани пред Уставниот суд, а воинствената атмосфера кај нив спласна кога Артан Груби заврши на црната листа на САД и кривични пријави заработија нивни поранешни функционери. Според познавачите, заканата со бојкот на локалните избори е најобично покажување страв, бидејќи се свесни дека ги очекува катастрофален резултат во октомври. Пробуваат со старите игри кога не им одговарат правилата, тие не влегуваат воопшто да играат во овој случај на избори. И внатрешните анкети што ги прави Дуи сигурно не им излегуваат како што тие мислат и затоа сега пробуваат со бојкот колку толку да го зачува тој малку имидж што им остана пред нивните гласачи. Новинарот Дженури Сени вели ова е обид на Давеник да се спасува, бидејќи рейтингот на Дуи може уште повеќе да паѓа со оглед на најавите дека се истражуваат нивни можни криминални дејствија во минатото, како и можното проширување на црната листа на САД. И самата амбасадорка тогаш дека рече дека ќе се прошири и можно е да се прошири таа листа. Јас не верувам дека Дуи ќе оди на тие екстреми што одеше пред некои 4-5 месеци, затоа сега бара се само жртвува пред јавноста, демек изборите нема да бидат демократски и така натаму. Дека ситуацијата во Дуи е далеку од добра, доказ е што поради сомнежи за тешки милионски криминали во моментов во бегство од Македонија се поранешниот прв вице-премиер и најблизок соработник на Али Ахмети Артан Груби, како и поранешниот директор на лотарија Прпарин Бајрами.